Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, продолжуваме со едукативната емисија Безбедна храна, здрава иднина. Денешен мој гостин, доцент доктор Гордана Димитровска, од Факултетот за биотехнички науки, Универзитетот Свети Климент Охридски, катедрата за прехранбена технологија. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата во оваа емисија да учествувам со една своја тема која што мислам дека ќе биде интересна за самите слушатели. Научната фела во Република Македонија е добре дојдена во нашето студио и е добре дојдена во мојата емисија Безбедна храна, здрава иднина, бидејќи сметам дека сите ние заедно треба да направиме нешто повеќе за иднината на нашите потрошувачи, а пред се за иднината на нашите деца. Затоа што Република Македонија е еден регион или едно парче земја кој што на вистина како дел од Европа може да даде свој придонес во развојот на храната, пред се во развојот на безбедна и квалитетна храна. Јас неколку пати досега во циклусот едукативни емисии Безбедна храна, здрава иднина се осврнувам на поимот традиционална храна. Токму вие со вашето научно-истражувачко дејство, а истото и тоа го предавате на вашите студенти, ќе дадете и свој придонес. Односно, ќе зборуваме за концептот на традиционална храна, што представува традиционална храна, зошто традиционална храна. Пред се знам дека и иднината во храната лежи во традиционалната храна, во органската храна, во функционалната храна и враќање назад нема. Повелете, доктор Гордана. Значи, традиционалната храна во суштина представува еден важен елемент во културното наследство на една земја и генерално се многу осходни литературните податоци за тоа што представува фактички како да се дефинира концептот за традиционална храна. Концептите кои што постојат генерално се засновани на испитувањето од страна на научници, технолози, нивно поставување на овој концепт за традиционална храна, меѓутоа тука недостасува гледиштето на потрошувачите. При дефинирањето на овој концепт за традиционална храна, прашањата на потрошувачите се поделени во неколку групи. И тоа прво, која е генералната представа, што представува традиционалната храна, понатаму какви својства има таа храна, кои се потрошувачи на оваа традиционална храна и кои иновации би биле прифатени во однос на оваа храна. Сега, како предизвик при воведувањето на овие иновации, во секој случај треба да се зема, значи зголемување на конкурентноста во секој случај, значи на производите кои што важат за традиционални земјоделски производи, понатаму да се задржиме кон безбедноста и квалитетот на храната која што се произведува во нашата Република Македонија и на крај почитувањето на барањата и очекувањата од страна на самите потрошувачи. Генерално, според потрошувачите, значи, традиционалната храна представува производ кој што често се јаде за време на специфични прослави или сезони, нормално, значи се пренесува од една на друга генерација, се прави на специфичен начин кој што во суштина го одржува нашето гастрономско наследство на Република Македонија, или со мала обработка или манипулација, значи на тие производи, станува добро познат, препознатлив според своите сензорни својства и е поврзан со определено време, со определено место, област, регион или земја. Значи тоа е генерално она како го сваќаат самите потрошувачи. Сега во Европа постојат голем број на влијанија на оваа традиционална храна. Значи локацијата, голем број на културни влијанија, освојувачите, миграциите од едно место на друго, верските обичаи, така да постои голема разновидност на овие национални, на некаков начин и регионални кујни во Европа и генерализирано меѓутоа кај сите тие постои поврзаност меѓу традиционалната храна и здравјето на самите потрошувачи. Тоа е подеднакво за сите. Дали се наоѓаат во Европа или во Македонија, значи сите сакаат да консумираат здрава храна. Значи безбедна, која што би била безбедна за по нивното здравје.
Навиките во однос на исхраната во Европа веќе, а и кај нас, после Втората светска војна веќе почнуваат да се видоизменуваат на некаков начин. Значи, традиционалната храна и јадења веќе стануваат помалку важни на некаков начин, заради тоа што индустријската храна со ова индустријска глобализација на некаков начин ја замени традиционалната храна. Заеднички семени ручеци, оброци веќе стануваат малку реткост. Поретки. Така, наместо главни јадења се повеќе користиме оброци или ужини и се повеќе изголемена консумацијата на храна во ресторани. Што за жал е така. И сега самата глобализација на некаков начин доведува до исчезнување на овие традиционални јадења и важно е, меѓутоа, особено е важно заради тоа што веќе се губат на некаков начин, тие да се документираат и да се заштитат на некаков начин. Значи, тоа е она основна цел која што треба да се направи во Република Македонија. Сега, зошто традиционална храна? Значи, постојат две клучни причини. Прво, едната причина е здрав од самите индустријски производи. Значи, глобална поврзаност на производството и дистрибуцијата на храна, кризи во јавното здравје, значи во самото здравје на потрошувачите, појава на суши, поплави, одредени други во различни региони на светот и загадувањето во светот и самите климатски промени. Значи, тоа е една од клучните причини, стравот од тие индустријски производи кои што се повеќе земаат замав. И руралниот развој, како втора причина, значи и како клучен елемент на овој одржлив рурален развој, поготово во нашата земја, е фактички зголемување на можностите оваа традиционална храна и овие наши традиционални производи на некаков начин да станат конкурентни на пазарот. Дали тоа ќе биде пазарот во Република Македонија или ќе биде надвор од Република Македонија, значи некаква конкурентност треба да се направи. Традиционалните производи, значи пред се треба да бидат здрави, вкусни, безбедни, значи без одредени додатоци, од еколошки чисти средини и без одредени загадувања. Тука е крајот на првиот дел. Ви благодарам, професор Гордана. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме во студиото на Радио Слободна Македонија. Денешната тема е традиционалната храна и да ги спомнеме традиционалните специјалитети. Храна, пијалоци, сирење, по кои што се препознаваат голем број земји во Европа и во светот. Повелете. Значи, генерално традиционалната храна представува наше културно наследство, непроценливо богатство за кое што имаме ние морална обврска да го негуваме и на некаков начин да го пренесеме на нашите поколенија, како што тоа го правеле нашите предци во суштина. Република Македонија располага со голем број на традиционални специјалитети. Значи, секој што доаѓа во Македонија сака да проба тавче, гравче, мусака, полнети пиперки, сарма, значи тоа се зелник, разни други банички и така натаму, понатаму, како традиционален специјалитет, исто така можеме да ја спомниме охридската пастрмка, геврек, ѓомлезе во онај ресенски регион на Република Македонија. Понатаму имаме доста традиционални пијалоци, значи вина, шардоне, вранец, тъга за юг, траминец, медеревка, значи нашата тъга за юг. Секој странец кој што доаѓа ја консумира и ја препознава. Значи, понатаму, во однос на производството на традиционални сирења, значи тука во овие услови на глобализација и индустриализација на производството на храна, традиционалните сирења представуваат еден значаен сегмент, значи на современиот човек, заради тоа што тој води грижа за самата природа, а и за потеклото на производот кој што го консумира на некаков начин. Европска унија креира еден систем за заштита на прехранбените производи, под мото квалитетни производи го привлекуваат вниманието. И воведува три категории на заштита, значи тоа е заштитена географска ознака, заштитена ознака на потекло и традиционално специфичен карактер. Ако може подетално за секоја од овие категории да ги запознаеме. Покасно ќе ги споменеме. Јас би сакала овде само да напоминам кога веќе се работи за традиционалните сирења, значи како е во Европска унија. На пазарот се пуштаат сирења кои што се произведени од непастеризирано млеко. И сега, меѓутоа, тоа се прави само во случај ако млекото потекнува од здрави животни, значи да нема бруцелоза, да нема туберкулоза. Зрењето на млекото да биде, на сирењето да биде направено најмалку 60 дена, значи да се поминати во текот на тоа ферментација, односно зрење на тоа сирење, и контролата на ветеринарната инспекција се прави секој 6 до 8 недели. Понатаму, воведуваат овај системи за контрола на безбедноста на производите, одредени правилници за безбедност на млекото и млечните производи
И при самото производство на традиционални сирења се користи најчесто, значи, сирово млеко со цел да се направат одредени уникатни производи, значи, кои ќе отсликуваат самата територија, пашата, расата на животното од кој што потекнува тоа млеко, како и самата специфична и уникатна технологија на кој начин се произведува тоа сирење. Во моментот, значи, проблемите кои што се во Република Македонија, кои што мислам дека ги надминува, значи, целосно со воспоставувањето на тој правилник за квалитет на сирово млеко, за квалитет на тие традиционални сирења, значи, се соочува со некои проблеми од типот, значи, бруцелоза, потоа квалитетот на суровото млеко, хигиенската преработка и условите на зрењето и на чувањето на тоа сирење, значи, каде што треба да се обрани посебно внимание. Значи, не само на сировината, туку и на онај дел додека се произведува, значи, на тој технолошки процес на производство на тоа сирење. Македонија е богата ризница на традиционални сирења, значи можеме да се пофалиме со тоа дека сето тоа е поврзано со самите обичаи, навиките на луѓето, потрошувачката климата, релјефот, еколошки чиста средина, а треба да го споменеме тука и самото знање и искуство за производство на тие сирења, кое што се пренесувало во Република Македонија од генерации на генерации. Можеме да го споменеме Малешевско бело сирење, понатам галичкиот кашкавал, кој што во овој момент се наоѓа на некаков начин во процес на регистрација, значи, кој што го препознаваат исто така и странците кои што доаѓаат во Македонија. Исто така може да се спомене и Мариовското биено сирење. Значи, тоа представува традиционално сирење кој што чија што традиција на производство е се уште зачувана, значи, во овој регион. И иднината на младите млекопроизводители кои што сакаат да се занимаваат, а мислам дека се уште има такви заинтересирани, значи, млекопроизводители, е искористување на тие традиционални технологии кои што се пренесувале, кажав, значи, од генерација на генерација, на некаков начин поавтентично имплементирање на тие, значи, во самите производни погони, пласирање на пазарот како автентични производи, значи, и традиционални, и на крај нивна заштита, значи, со географско потекло, заштита со ознака за потекло и тој традиционално специфичен карактер што претходно го спомнав. Биеното сирење е интересен производ кој што датира уште од Отоманската империја, значи, во Република Македонија, и со оглед на неговата интересна, значи, цврста конзистенција, изразито солен вкус. Најчесто го користеле сиромашното население и заради тоа слоеви во Македонија и заради тоа го нарекуваат уште и сиромашно сирење. Или името биено или тепано сирење е онај начин на кој што се бие фактички сирната маса, односно се тепа, и заради тоа е така наречено биено или тепано сирење. Значи, се одликува со интересни, карактеристичен еден пикантен мирис и вкус, солен вкус кој што е, значи, зголем 5 до 7%, значи, на сол има, меѓутоа тоа го прави, значи, уникатно да биде, има светло жолта боја и заради тоа често го нарекуваат или жолто сирење. Цврсто сирно тесто, значи, со некои неправилни окца, значи, специфично и карактеристично. Тоа е исто така и како резултат на онаја микрофлора која што се наоѓа баш во тој регион, значи, на Македонија, и според начинот производство спаѓа во така наречените тврди сирења, додека пак според зрењето и чувањето спаѓа во кисело сладоморени сирења. И се прават напори на некаков начин ова биено сирење во Република Македонија да се легализира, да се каталогизира и да се заштити, значи, со одредена национална регулатива, како наше македонско традиционално сирење, како би можело, значи, тоа сирење во Европска унија, а во нашите пазари секако, меѓутоа, да направи препознатливост и на светските пазари надвор. И би кажала дека ако сакаме да ја заштитиме нашата традиција, нашиот идентитет, нашата традиционална кујна, би требало посебно внимание да обрниме, значи, на самото производство, на стандардизацијата на производите кои што ги произведуваме и на заштитата на овие наши автентични производи. Што мислите во однос на стандардизацијата? Бидејќи ние на вистина се произведува доста, меѓутоа во делот на стандардизација сметам дека сме малку послаби пред се производителите. На што треба да се обрне внимание? Значи, прво и самите фармери, значи, треба подобро да се организираат. Значи, во тие здруженија на фармери, во кои што, значи, на некаков начин тоа млеко кое што ќе го собираат, зборуваме за производство на одредено сирење. Значи, тие треба да имаат одреден производ кој што ќе го изработуваат по одредена уникатна технологија, која што ќе биде карактеристична за тој регион.
на некаков начин да ја заштитат таа технологија и по таа технологија да се оди, значи или како што прават на пример од одредена раса да биде тоа на животно и така натаму, значи во однос на млечната мас, во однос на квалитетот на тоа млеко, значи мора да се направи, самите фармери морат на некаков начин. Индивидуално фармерот не може сам да функционира. Значи мора тоа да се направи, да оди преку, мислам дека подобро би било да оди преку тие здруженија и на тој начин, значи тие стандардизации, тие уникатни технологии многу повеќе би ги запазили и би ги зачувале. Ви благодарам. Ви благодарам, ќе продолжиме после рекламите со третиот дел. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, денешен мој соговорник е доцент доктор Гордана Димитровска, доаѓа од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ова е неколку пати обид да спомнеме нешто повеќе и да дадеме иницијатива да обезбедиме традиционална храна, односно традиционални производи кои што ќе ги заштитиме по посебни законски регулативи и Македонија ќе ја направиме да биде препознатлива, а од друга страна да си го сочуваме и она што го оставија нашите баби и дедовци, нашите предци. Да продолжиме, професор Гордана, со денешната тема и да чуеме од вас какви се политиките на Европската Унија, а каде е Република Македонија во целата оваа приказна, како и називите и квалитетот на традиционалните производи. Повелете. Че најнапред би ги спомнала зошто е потребна оваа заштита на овие земјоделско-прехранбени производи. Значи, кажав дека Македонија изобилува со многу такви карактеристични земјоделски производи прехранбени, кои што се одликуваат со одреден специфичен вкус, со карактеристична арома, а исто така и со долга традиција на производство. Меѓутоа, со оглед на тоа, значи со индустриализацијата и глобализацијата се нудат се повеќе производи, значи широк асортиман на производи кои што на некаков начин таа конкуренција станува се поголема. Со самото тоа, кај европските фарми што се случува? Значи, единствено оружје е создавање на квалитетен производ, за кој производ гарантираат безбедност, значи квалитет, специфичност на тој производ и уникатност при самото производство. Значи, одреден производ, подредена рецептура која што се произведува и така натаму. Меѓутоа, во случај, значи во нашиот случај, ако сакаме ние да ја зачуваме оваа наша традиционална кујна, овие наши културни навики, идентитетот, традицијата во Република Македонија, потребно е поголемо внимание да посветиме, значи на оној дел на самото производство, заштитата на тие домашни земјоделски производи, односно прехранбени производи. Што значи самиот збор квалитет на прехранбените производи? Значи безбедност на храната пред се. Значи тој производ кој што би го се произведувал треба да биде безбеден. Потоа, производителите треба да се придржуваат кон одредени стандарди за заштита на животната средина, за здравјето и благосостојбата на животните. Понатаму, субјективните пристрасности со така на самите потрошувачи, значи треба да се почитуваат во смисол на вкусот, мирисот, изгледот, значи на оние сензорни карактеристики кои што би ги нудел самиот тој производ. И сега во Европската Унија се пропишани, значи посебни прописи за заштита на овие земјоделски и прехранбени производи. Значи самиот производ, овие закони што фактички во Европска Унија нудат, веќе сега започнуваме и во Република Македонија, тие закони се доведени на некаков начин и така натаму, би кажал малку покасно. Значи, основна цел на овие закони е фактички заштита на овие производи. Значи, да гарантира безбедност на производите, да ги заштити називите на тие производи, значи од различни злоупотреби, емитации, копирање на тие производи на некаков начин, да овозможи секој потрошувач на некаков начин да ги разбере овие особини, значи на овие производи. И која е политиката на Европска Унија? Значи, во Европска Унија со законите започнуваат веќе да се потикнуваат самите произведувачи на некаков начин. Значи, се развиваат посебни стандарди за квалитет, понатаму поголем развој на индивидуалните земјоделски производители, зачувување на локални и регионални производства, поддржување на диверзификацијата на земјоделското производство, значи посебно во земјоделските стопанства, поддршка на самите производи со специфични особини, со можност за зголемување, значи на добивката на самите тие земјоделски стопанства во тие рурални подрачја каде што живеат овие
земјоделско население, значи во одредени региони. И на некаков начин Европска унија им наложува на сите членки да овозможат правилно спроведување на системите за квалитет. Понатаму да создадат институционални услови за да можат да се заштитат овие производи и на некаков начин да создадат инструменти за контрола. Значи, на кој начин би ги контролирале, би ја контролирале тој квалитет, таа безбедност на тие производи и така натаму. Во Европска унија има развиено 3 називи за квалитет и тоа ги спомнав и претходно, значи заштитена географска ознака, заштитена ознака на потекло и традиционално специфичен карактер, кои на некаков начин се поврзани. Значи заштитената ознака на потекло е поврзана, означува име на регион, каде специфично место, каде што се произведува, значи одреден земјоделски или прехранбен производ. Понатаму бројот на регистрирани производи со заштитена ознака на потекло во Европска унија е околу 450-500 производи, од кои што најголем дел се заштитени, значи околу 153 сирења се заштитени и масти и масла околу 90 или 100 масти и масла. Најголем дел на производи од овој тип, значи во Европа се заштитени од Италија, понатаму следуваат Франција, Шпанија, Грција, Португалија. Што се однесува до заштитената географска ознака, значи таа означува име на регион, значи, односно одредено специфично место или во исклучителни случаи име на држава кои се користени за означување на одреден земјоделски или прехранбен производ. Значи, тој производ треба да потекнува од одреден регион, значи, кој располага со одреден специфичен квалитет, значи со своји карактеристики својствени за тој производ. Од прилика околу 300 до 400 производи кои се внесени во регистарот во Европска унија се заштитени, поготово, значи, од групата на овошја, зеленчуци, жита, свежо месо, производи од месо и така натаму. Најмногу производи со заштитена географска ознака имаат Франција, значи на прво место е, понатаму следува Италија, Шпанија, Португалија и некои други земји од Европската унија. И на крај останува она заштитена ознака за традиционално специфичен карактер, значи тоа е заштитено име на одредени земјоделски производи кои што содржат традиционални суровини и се произведуваат на одреден традиционален начин или пак има традиционален состав. Значи тука треба да се напомени дека терминот традиционален всушност што означува. Значи тоа е докажана употреба на пазарот, значи во одредено време со пренесување на, значи од генерација на генерација, значи на таа традиција на некаков начин, односно општо земено временски период на една генерација тоа представува. Меѓутоа, тој период треба да биде околу 25 години. И сега во однос на оваа заштита на традиционално специфичен карактер, малку бројот на тие заштитени регистрирани производи е помал, така да во Европска унија има околу 50 на производи кои што се заштитени на тој начин. Тоа се Белгија, Шпанија и Финска, кои што имаат најголем број на регистрирани производи со традиционално специфичен карактер. Сега понатаму околу... Направиме кратка пауза, па да се вратиме повторно во студиото. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме со денешната тема посветена на заштита на традиционалните производи. Професор Гордана Димитровска од катедрата за прехранбена технологија од Универзитетот Свети Клименти Охридски е денешен наш соговорник кој што дел од своето знаење ќе го пренесе токму на слушателите на Радио Слободна Македонија. Професор Гордана, каде е Република Македонија? Која е улогата на производителите и што треба да превземе државата да направиме нешто повеќе? Значи, државата е заинтересирана во секој случај за заштита на овие земјоделски, односно прехранбени производи, значи донесен е закон за земјоделство и рурален развој, понатаму закон за квалитет на земјоделските производи, значи земјоделски традиционални производи, подзаконските акти веќе сите се на иницијално на ниво и не во некоја завршна фаза на некаков начин, така да сега на некој начин тука треба да се напомене која е улогата на производителите во сето ова. Значи, да се иницира идеја, прво и основно. Да се детерминираат одредена група на производители кои што сакаат да го произведуваат одреден производ. Дали тоа ќе биде сирење, дали некој друг производ, меѓутоа со самото иницирање на идејата фактички тие треба да се организираат на свој начин. Понатаму, почитување на правилата кои што се пропишани со самата таа спецификација
И тука самата држава во суштина што треба да направи, значи и го прави тоа, мислам. Република Македонија и самата држава и владата на Република Македонија веќе има направено огромни чекори во овој контекст. Значи, институционална поддршка на заинтересираните производители. Значи, од нив зависи, тие сами треба да иницираат идеја и поддршката мислам дека ќе ја имаат генерално. Значи, треба да се охрабрат на некаков начин производителите, примерните производители да почнат да произведуваат и да се насочат во одреден правец, значи на заштита на одреден производ кој што е карактеристичен за нашата земја. Понатаму, да се обезбеди одредена финансиска поддршка за припрема на тие елаборати кои што му се потребни на некаков начин, значи спецификациите кои што треба да ги пополнат на некаков начин, финансиска поддршка за промоција на тие заштитени земјоделски производи. Значи да се направат одредени дали тоа ќе бидат како сајми, каде што ќе можат овие производители на некаков начин да ги изложат своите производи, а после тоа веќе самите купувачи ќе размислат, значи од каде потекнува тој производ, каков квалитет има, колку е безбеден тој производ, значи веќе сето тоа ќе биде многу полесно. Да им се објасни на производителите кои се предностите со тоа што тие ќе си ги заштитат своите производи. Значи, да се едуцираат овие производители на некаков начин и да се направи одредена соработка со локалните самоуправи. Значи, тука општините, локалните самоуправи треба да имаат едно големо влијание и поддршка на овие производители на некаков начин во овој дел. Зошто да ги заштитуваме овие наши домашни производи? Производството и промоцијата на овие домашни производи придонесува кон развој, значи на таа рурална економија, на некаков начин, посебно кај неразвиените, значи руралните локалитети и со тоа зголемување на самиот профит на фармерите, кој што тој чекор ќе го направат уште со самото иницирање на некаков начин. Понатаму, зголемена вредност на производот би добиле. Веднаш уште со самото тоа, олеснет влез на пазарот. Значи, во моментот во Република Македонија, значи на пазарот во Република Македонија, покасно, значи може да размислуваат за тој производ, го пласираат и надвор, значи на европски светски рамки, зачувување на овој традиционален начин на производство кој што го пренесувале на некаков начин од генерации на генерации, да се зачуваат природните ресурси кои што Република Македонија ги има во изобилство. Бенефитот кој што сега од своја страна би го имале тие рурални општини, значи поголема економска одржливост, можности за нови работни места, значи на луѓето, развој на агротуризам, значи Македонија изобилува со богатства кои што надополнети со ваквите традиционални производи, значи би биле вистинска атракција, значи за надворешните странците кои што доаѓаат тука и така натаму. Понатаму, да се приложи поголема разновидност и асортиман на производите кои што се нудат, производи со специфични карактеристики, со уникатност и производи со постојан квалитет и автентичност, значи и уникатност во самото производство. Генерално, брендирање на македонски земјоделски производи има направено во Република Македонија, значи Кочанскиот ориз, би го споменале тука, Тетовскиот грав, македонскиот ајвар, овчеполскиот мед, малешевското бело сирење. Понатаму, производи кои што во овој момент, значи според мои сознанија, според тоа што читам и пратам на некаков начин, производи македонски кои што се во процес на регистрација, значи охридската цреша, понатаму валандовското бело зимско грозје, виното станушина, фила шарлаган, тоа е ладно цедено масло, галичкиот кашкавал. Во регионот на Битола знам таа буковската пипер, сега во моментот е исто така во некоја фаза на заштита, на некаков начин на регистрирање на тој производ и така натаму. Значи генерално што би можеле да кажеме во овој дел? Самите купувачи и потрошувачите на прехрамбени производи, значи се соочени со големи предизвици. Значи во моментот кога е во прашање здравата исхрана и кога веќе стануваат премногу свесни за значењето на и важноста на квалитетот на производите кои што ги купуваат на пазарот. Токму заради тие причини се повеќе поголемо внимание веќе се обраќа на тие автентични, автохтони, традиционални производи кои што имаат одредени функционални својства, кои што потекнуваат од одредено географско, значи еколошко чисто подрачје. И се повеќе се зголемува потрошувачката на овие производи и на домашниот, и на странскиот пазар. Многу држави во светот се препознатливи по своји автохтони прехрамбени производи. Да речеме Норвешка,
во последните години, 10 години, драстично го зголеми производството на и извозот на рибата лосос. Значи, околу 2 милиони тони на риба извезуваат и се препознатливи по рибата лосос. Понатаму Шпанија исто така препознатлива по производството на зачинската пиперка. Ирска по производството на млеко. Аргентина, Бразил по производството на месо, исто така и Австралија тука спаѓа. Така да, генерално, значи, Македонија на некаков начин треба да стане препознатлива. Значи, време е да стане препознатлива, што, значи, заради тоа што има свое традиционално, културно, историско наследство. И во самото производство и преработка на храна може да не издвои на некаков начин од други некои земји. Во надминување на овој проблем, значи тука активно треба да се вклучиме сите. Значи не само примарните земјоделски производители и нивната едукација на некаков начин и охрабрување. Значи стручњаците во однос на прехрамбената индустрија, потоа министерствата, значи кои што генерално се вклучени со самото воспоставување на тие закони, регулативи, законски и така натаму кои што ги имаме ги има спроведено министерството, значи автоматски е вклучено. Понатаму, државни институции кои што се наоѓаат на ниво на влада и општини, универзитетите, институтите, други научни истражувачки институции, советодавните служби и така натаму. Значи сите ние да направиме на некаков начин да ја заштитиме нашиот идентитет, нашата традиција и на некаков начин овие производи да ги промовираме не само во Република Македонија, туку и надвор од Република Македонија. Професор Гордана, ви благодарам за вашето време што го издвоивте да го посветите на слушателите на Радио Слободна Македонија и што направивте еден апел до сите засегнати страни да направиме нешто повеќе. Ви благодарам уште еднаш и навистина време е да започнеме нешто и да регистрираме или заштитиме традиционална храна која што ќе биде одбележје на Република Македонија за да бидеме препознаени и кај себе, кај своите потрошувачи и во Европа и во светот. Ви благодарам. Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, јас сум Светлана Коларич, денеска е 6 март 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Се слушаме следната недела во периодот од 14 до 15 часот, каде што исто така најавувам една интересна тема во која што ќе биде обработена концептот на функционалната храна за потрошувачите во Република Македонија. До слушање и пријатно. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.